Здраво, другари, здраво, криптореволуција. Микрофонот е кој доларат. Идеме на 30 да видиме. Кој беше братове тука, чека да видиме. Чека, која цена ова да видиме. Не е паднало на 20 или не ли? Јас извинувам, али издов 3 тона митбулс и јајца. Но лоша комбинација, пиво не ми се пие сега, може да после. Пошто митбулс и јајца и пиво 2 часа минимум. Ќе чекам. Што сакам да направам Зорев? Чекай бе. Дека беше брато коментирал. Давид Барковиќ. Брато, најакиот комплимент. Вие дека сте бе, брат, спиете чавките, брат. Гледа, брато, што ја напишал, частам го вечера. Вика, респект, братче, за тебе, одлични видеа, премногу информативни. Ево, не мога разбрав, преку угла. Преку глава ни е, валјда, преку глава ни е од глупи подкасти на Боки и Лазаров. Задруги и други шит контенти. Поздрав и секој добро. Фала, брате. Најискрено ти кажам, Бок има поголема гледаност од мене, Задруга има поголема гледаност од мене, там ништо не може да научи. Лазаров најискрено за диаспората интересен дека стварно вика, нели, познати гости и сите тие работи. Мене најискрено не ми смета Лазаров и Мандар, да речеме, се окей. Треба да има од забавен карактер, например, такви подкасти, али Бок и 13 брачи, Задруга. Сите тие што ги имат гледано повеќе тие подкасти наместо мојот, брат, тие луѓе тешко до иднина да имат, брат. И глед при 13 сата не ми го е даде ово шепшо. Eternal. Која му? Eternal M, што е напишал? Масовно продавање на биткоин од страна, монитор ми е на, гледе, и има уште пола метар. Значи, замислете си што читам, брат, гледе раката, еве не го пипам монитор, така. И имам уште, гледе, 5 метра. Значи, кој ќе ми рече, некој што правиш така, не видиш ли? Видам, брат, ко сокол, брат, од која далечина ми е мониторот што гледам, брат. Значи, масовно продавање на биткоин од страна, мора се нешто да ми изнервират нека, ама ќе го правам, брат. Тоа другарите, по пораки. Вика, не видиш Гуги остаре. Остаре, брат. Масовното продавање на биткоин од страна на раните инвеститори не е алармантен знак, туку знак на зрелост. Брато го био гледаш на аналитика. Тоа е историска транзиција од фазата на рана спекулативна собственост кон фазата на широка институционална собственост. Нема пиво, брат, не се лизга. Оваа транзиција на биткоин од инвеститорите кои барат 100x поврати кон инвеститорите кои барат стабилност ќе направи биткоин помалку волатилен по-посакуван за масовно освојување. Отиве како брат не прават аналитиката ми серете со извинение по пораки приватни, брат. Гледа ли го дечкото? Иако овој процес остава и пази ебанио со извинение YouTube не ми го дава, брат, че му пишем после да не забравам. Не ми го дава коментар, брат. Уживо фанам. Ја на секој коментар до се забрал. Браво, брат, за аналитиката. Частам. Дека е чеве, брат. Частам. Брато да знае, да не мисле дека не сум одговорил, гледаш ја него не видов. Иако овој процес создава краткорочна фрустрација кај инвеститорите кои очекуваат брз раст, тој ја поставува основата за по-одржлив и по-стабилен развој днина. Брат, тоа тебе вие не разбирате како типо. Ја не се сеќавам на други места да ја коментирал. Eternal M. Нема, брат, ја не може да ги запомнам тие име. Многу тешко име, брат, дај стај некој надимак нешто. Чеки друго дека бев видел, тој ја поставува основата за по-одржлив и по-стабилен развој днина, слично на патот кој го помина ETF на златото и компаниите како например Facebook, каде што при нејзиното IPO во 2012 раните инвеститори и основачите продале 57% од своите акции. Шо бе нема веќе?
Цената на акциите на Фейсбук паднала от 3 билиони на 18 долари, повече от 50% за по завършването на продаването на акции. Акциите порасна от 38 на 780. 20x по-раз, големите играчи добро знаят kako да ги играте. Брато, гледате ли го, брато? Гледате го, брато, и коментаро не ме го даваше. Че да има някой друг коментар, няма да има. Не, другите ги има. Гледай, при 13 сата, гледай какъв коментар, брат, не ме го дава. И тия Фейсбук, я по Фейсбук, тия Ютуб, кой гнаси се, брат. Ово видео, 20 огледали за 30 минути, добро, Македония сега спият. Мобето, другари, имате още шанса да си натрупате, да си имате за после да не се мачате до пензия. И разгледайте го, во. Милион пъти ви кажа, мързаве да скролате, брат. Че да имам колко други са огледали. Милион пъти повторам истото вик. И уши 200 000 пъти ке ви повторам. 772 за 10 000, 698 за Илядо. И машала, и аз извинявам, вие по-богати ли сте? То за 10 000 повече луги огледали лово за Илядо. И аз извинявам, да не трябва някой за 100 000 да направя. What the fuck? И пази, ово повече минути, 4-4, ово 25. Нема я, брат, аналитиката у Македония, я па аналитиката, логиката у Македония избегала негде на печалба. Видео за 10 000 го имат гледано на 44 минути. Видео за 10 000 долари го имат повече гледано от Куку. Видео от 20 минути за 1000 долари. Машала, брат, значи тия там отдел от лугито не ги интересира, брат, за ситно да се борят. Луги, гледайте го това видео, не се заебавайте. Има тамо доста падна на технология, найдете начин да акумулирате и трябва да ги отвориме 200% повече очите, да гледаме, да чекаме, да видим тази bull market. Гледате, не изчуреме, не умреме, не загинаме, джабе ми, чекай да обяснам. Некой ме прашава защо падна толкова много Ethereum. Другари, първо лита биткоин, така ли? После по всекоя логика шо пумпа Ethereum, така ли? Сите шо направия? Смения биткоин за Ethereum и се завъркна. Я шо ви реков, сменете биткоин защо за Cardano? Още се уигра тия луги, брат, от Cardano-то. Дега е. Още се уигра. От и Cardano-то го... Един другар ще ми беше напишал, имал проблем с видео, не може да му дам коментар, имал проблем с видео, затова се развивал. Не, другар, я до сега игра в 6 сата Star Atlas и ни поцачина, нито еднъжка не се прозевнав. Ово е мозоко, си играе играчки со мене, за това шо сак кафенце. Ово време кафенце. Няма никакво кафенце да иде, брат. Ке изгорат мозъчните кели, аз извинам, брат, ще се прозевам ка нон-стоп, али па пиво забрив да вземам, пошо сакам да снимам ово видео, додека не са ми дойдели гости. Нещо ми резило окото, аз извинувам. Значи Cardano, тия биткоин ще го смения Cardano на 0.23, се още уигра. Ако сте го сменили на по-високо, то няма проблем. Али пасте уигра. Значи, шо е финтата? Нема шо се плаща от Ethereum, другари. Ethereum е белата мечка защитена на американците, слободно си товарете, ки си го ставате на Staking Rewards, ако не успеете да го продавате, то чудо е среброто. Значи, исто луги ще викат Чекай баш да видам, тай ще ми викаше, ако купя за 10 000 математика съм слаб я. 95 790, така ли? 0 точно. Добре, брат, тай не ли знае да пресмета сам па мене ме дупчи? Сака да сгрешим нещо долу. По 125 000 или беше all time high. Па брат, промашил си ледарка, ама за 10 000 сега да купиш биткоин, на сигурно на 125 000 да го продаваш е 3 $. Брат, 4 $, не е малко пари. За сигурни бързи да речем. Не е малко, брат. Не. И ако и заглавяш парите, ги заглавяш от биткоин. Тай биткоин 0.10 от биткоин е по теорията на заговор, дека ти 2045 твоите деца
ќе имат пари, замисли си сега ако купиш за $10,000 биткоин на оваа цена, по теорија на заговор е 2045, да речеме сега некој или деца има, да му се родат или сега се маленки, 2045 неговите деца ќе имат пари. Многу пари. Не вика детето ќе му има пари, вика децата ќе му имат, значи просто ги ставам две, ти множини. Значи што сака да кажеш толку? 2045 колку е брат ке еден биткоин? Ајде да 0.10. 2045 еден биткоин. Минимум 20 милиона. 2 милиона долари. 1 милион на едениот син, 1 милион на керката. Значи 2045, ако сега купите, помнете аналитиката. 2045. Ако сега на оваа цена купите биткоин, уопште да не го пипате до 2045. Тоа ви е за децата. Или тоа вие немате деца, тоа ви е за вашата иднина. Рокате и вие 2045, брат, ќе имате 2 милиона долари. Да речеме 2045, кризи, тепачки, војни, воземјани, блекаут, сонцето експлодирало, соларна бура, немаме леп да јадеме, 10 милиона да отиде, вие ќе имате 1 милион, братчи. Така да, 5 милиона да отиде, пак имате пари, брат. Ќе имате пари кои што у биткоин ќе имат многу поголема вредност. Тогава не знам ни зашо ги сметам ја милиони. Тие сатоши, брат, ќе имат многу поголема вредност. Не знам дали уште тај систем ќе го вреднуваме, али сатошите ќе бидат, братче, нешто многу вредно. Значи да, за 10,000 долари сега биткоин може 2045 така остава од мене далеко. Дури 2035 може да ви го промени животот. Пошто тоа од сега е цели 2 булмаркета. 2045 е 4. Другари, биткоин, етериум и кардано, ако трупате, не може да погрешите за тоа што 30%. Еве да го речеме, само тие трите ме интересират. 40% биткоин, 30% етериум и 30% кардано, другари, со сигурност ќе ви ја променат иднината 2035, 2045 и на вас, и на вашата фамилија, и на вашите деца. Тие што сакаат таа аналитика. Другите, другари, треба да се купат, продават и се тешко да се проценат кои ќе обстанат. And that is like the most painful outcome for the most people is the most likely outcome. So if we think that Bitcoin volatility is always going to be low, and we just gradually step up to $1 million and to 10, Брат, to dollar parity with sats. Браке и сестри, што е мобето? Ако сите овие милиардери, милионери, билионери, политичари, инфлуенсери, глумци, пејачи, теоретичари брмблат нон-стоп биткоин до 1 милион, до 10 милиона, значи тие самите ви другари ќе купат и ќе чуват и само што ќе чуват, колку сакат нека тредат, колку сакат леверидж некој, самите тие што ќе очуват ќе отиде до таа цена. Другари, лупате пари за многу големи глупости. Еве, јас сум среќен што толку многу македонци, брат, почнаа кафе, цигари, понапред ми се смеја кафе, цигари, алкохол, гледаш и луѓе се викат една кафана ставив, што значи дека уште пуши. Значи една кафана ставил, значи вика имам профит, друг вика ја почнав да ставам од кафаната, ќе видам што ќе се десе, брат, многу ми е мило дека луѓето почнаа да нааѓаат парички дома и да стават у крипто. Кина, другари, заедно кога ќе направиме од bull market кеш, се собереме на екипа, не е лошо, брат, да прошетаме у Кина, да идеме да видиме. Една глава е слаба, али едно 30 глави, да се убацаме там се нешто, може да најаме некој бизнес плюс, па да капе од таму некој кешче, нели, па ние да правиме, да ставаме се у крипто. Треба да идеме у Кина, ја мислам. Кина планира до чекај, Made in China 2025 план. 2025 не, ама 2035 јави сам Кина дека комплетно нема да и треба веќе никој. У Африка има доста клучни пази колку е тивка Кина, брат. У Африка држат клучни ресурси за ретки минерали и ресурси. Не сме чули за еден скандал.
Не сум прочитал нивното разузнавање ни свето, да речеме, фанати се или да знаеме на што работат. У Америка што ги фанаа, Нью Йорк што има полициска станица со години за да ги контролират нивните тука што зборат против Кина. Усред Нью Йорк има полициска станица тајна што ги контролира сите кинези. Тоа е пред години. Ако не се лажам, или за COVID, пред 3-4 години, ако не се лажам. Сега мрзаме да проверам. Не знам колку години се оперирале. Замислете си, овие луѓе се Star Trek, Star Wars, ја мислам дека 2035-та таа роботизација Кина што ќе ја направи Star Trek и Star Wars ќе треба да бегаме од тие големите градови, дека цел свет ќе треба да се боре против Кина. Тешка работа да поведе. Чим Бајден, чим Бајден толку се плаши од нефи и беше дозволил фул контрол над Америка, сега Трамп го убедува Путин и Русија заедно да се обединат против Кина. Пази, Кина, Русија, БРИКС. Тоа 2035 луѓе, да не е плашам, ама до 2035 ќе е страшно, ама после 2035 Кина никош не е била земја што напаѓа и што освојува и што надува, ама таа роботизација ако преземе, со извинение, ама е тен смена е бале. Таа мислам, ако не се лажаме, Dark гледај човече. Квалитетно, без грешка, роботизација произведа, гледај колку е линијата. Мора да идеме да прошетаме луѓе додека е време, да ископаме што повеќе информации за машини за чуда, ако може да ги однесеме во Македонија, автоматизација да имаме, 3D принтинг од Кина мора да донесеме многу јаки машини и да почнеме, брат, да произведуваме комплетно наши производи. Мора да идеме да после булмаркетот мора да се иде у Кина, брат. Мора, додека не е почела нека нова пандемија. Овие по Bloomberg, брат, само ги плашат американците. Гледај технологијата ви во дека у Кина ли? Шангај Natural History Museum. Само да не ми го блокират видеото. Да не ми го блокират, ти знаат многу јако, брат, ова. Технологијата иде толку многу напред. Теге бе. Цивилизираните во Америка неке да е. Француска полиција, да чекај, Париз, Франција. Франција, другари, бегајте там. Таму, брат, чекај, вие не сте тајната полиција. Бегајте там, другари. Франција, Германија, Норвешка. Бегајте, јас сум кажал. Мене, брат. Брат. Оваа слика да ставам после на видеото дека Бога ми сме до тај степен, брат. Сиромаштија, нема пиво, нема вино. Ово ме плаши. Бразил вика дека ќе ги банира Samsung од како Кина е паѓаме концентрацијата без пивци. Од како Кина е потврдила дека Израел има инсталирано опрема за шпионажа што не може, брат, да се тргне. Значи тај чип не може да се извади. Брат, како е можно Samsung да го дозволи ова? Таман улаваме пред Bull Market и сеа пат драми овакви да има. Fuck. Brazil plans to suspend all import of computer, телефони и електроника from Israeli companies. Чекай бе, сега ме збркава, па колку работи се произведуват? Како може Samsung да го дозволява ова? Много лошо.
че Русија се all BRICS countries should use made in BRICS nations funds. Sure. Брат, овие ептен се делат. Значи, Европа и Америка останаме Samsung и iPhone, BRICS сите земји, нивен телефон. Валјда, тоест мисле на кинескио Huawei да се користи. Huawei е иначе страшна машина, ја би го имал. Мислам, тоа што видов на видео. Russia, China, Brazil has banned unremovable spyware install phones. Man, fuck. Што фали сега пат драма да почне тука со индустријски шпионажи, шпионски работи. Како бе, брат, не почекат малку, брат, да помине bull маркетот там? 2027 си извадете очите, брат. Да, више. Не е Лондон, брат. Ја да не мислите, ја немам ништо лошо против муслиманите. Ама, брат, едно е да си муслиман и да почитуваш правилото Лондон, друго е ово што прават исламизација, не сум јал вчера, другари. Точно знам што е планот, брат. Јас сум зборил со учени школувани муслимани кои што уопште не униот доброто во и знаат што е планот и вика џаби ги лажат, џаби ги манипулираат дека ја преземат Европа. На крај вика да, ќе ја преземат да ги лупнат 2035. По теоријата на заговор се случува исламизација во Европа. До 2035 комплетно Европа ги губе сите градови. Преземат комплетно со бројка на ово, комплетно исламизација и јас знам дека подкастот не е за тоа, али нели сврзане со крипто. Затоа што, брат, Европа кој изгубиме, ние овие, брат, сигурно нема да одат у крипто all in. Ово е по... Уствари, чекај, не е харам да имаш биткоин и крипто, така да... Мада нема сите да отидат ово, али... Кажи го... Ки биде многу лошо у стило на... Дефинитивно ќе има поделби, дефинитивно ќе има граѓанска војна и на краја можно да изјадат некоја нуклеарка. Европа ќе изјадат 2035 може и некој нуклеарки за комплетно као демек наместие ги овие луѓето, исламистите и ги да доај еве знаеш ќе преземете вие се живо и на краја по теоријата на заговор тоа 2035 е Европа е целата рокнана со нуклеарки, контролирани нуклеарки за да ќе видите, помнете ви едното само. Бегајте од Англија, бегајте од Франција, бегајте од Шпанија, бегајте од Шведска, Норвешка, бегајте од тие сите држави. Балканскиот полуостров е сасвим друго нешто, другари. Там 600 години сме етнички заедници, можеме да живееме доколку длабоката држава не го пере мозоко. У Русија, другари, да, у Русија исто е голем процент од луѓе да се преселите со вашите фамилии безбедно, школување страшно, вашето дете со сигурност ќе биде на многу понапреден левел отколку у Америка и Европа, така да, па дури и од Македонија. Така да, Русија, луѓе, се лажете ако мислите дека е банана држава. Исто после Кина можеме да посетиме Русија, да се собереме на група, да идеме да видиме. Ќе бидете шокирани од Русија што ќе видите. Ја имам гледано оригинални имам гледано мои пријатели што се ми покажувале, така да Русија уиднина да знаете дека ќе може да се отворат нови бизниси да правите профит, да речеме квалитетни органски македонски производи можат да идат да се продават на рускиот пазар и на кинескиот, дека тие стварно сакат да конзумират русите, посебно македонска храна. Допред да се зајадеме, да истаеме, кажи го, санкции, они беа доста откупува јаболки и други производи купуваа од Македонија. Ама сега мислам дека тоа е сведено на нула. Така да, другари, што ми се активираа сите камери? Така да, другари, идеме жална работа, брат, да му е лесна земјата. Тај тип на многу од нас не го е сменил живото. Ево сум ја, брат, че може да удареме, чекај да удареме print screen. Ово сум дефинитивно ја. И не, уствари ја не сам ово со биткоин. Во сте вие, а во сум ја вкупно целото слика. Много јак слика ово. Гледа кои ги избрале.
Душа не чек, шо лупам ја? Јас сум овај, овоа и NFT-то. Другите работи не. Значи 3. Артур Хайц, Dumps More Crypto. Sold 4,9 милиони in crypto over the past 10 years. Голема работа. 780 Ethereum. Тоа не ги знам. Уни ништо страшно, брат, ако продадел. А ако ме прашавте, дека се белите во Америка, нели сега сум постирал за афроамерите шо правиле, американците шо прават, другари. Чујат се како да се утепат тука, брат, белите. Уште по-ненормални се од овие. И тук шо? Овие, брат, че не можеш да ги разберам, брат. Намерно ли го прават за гледаност? Гледај, брат, дивјаци. Ја мислам во Америка е нешто. И другари тука гасам, шо си споизгаси се живо? Камери, мамери. Значи, луѓе, со ово завршувам. Чекай музика. Така да, другари, ово може да биде јака позадина. Како може, брат, да не веруват у биткоин, брат? Гледај. Гледај, никош не е по таа линија. Гледај. Дај, луѓе, гледајте ги чартовите, брат. Кој ќе ми рече, не веруваме у ово. Мачки се шетат, ракуни. Ракуни ли е, мачки ли е? После ќе видиме. Ма ракуни е 100%. Чекай, заврши ли во? Шо вика 17 декември 2017 да Retail Mania Climax, 15 декември да Crypto Winter, Black Thursday, COVID-19. Тука ба ги е банал. Coinbase нажега listing. First US Bitcoin Futures ETF. Чекай. Не бе, зашо така бе? Чекай. Не бе, брат, шо направи, брат? Ама тоа па full screen ми го дава. Ајде, исчезни, бе, брат. Не е лоша таа позадина. Луѓе, секојаш кога ќе не ви јасно или некој ќе ве нервира шо е биткоин, само отидете тука. Таа сликичка или ово чудо и кажете му, кога ќе падне тука па назад, дека вие ќе му дајате се шо имате. Така да, брат, тие луѓе џаве се. Bitcoin will sell, but don't panic. Ја не паничам. И Кардан, шо збори? Crypto is the opt-out. Crypto is the exit. Crypto is the solution. And so, yes, the markets go up, and yes, the markets go down. But there's some directionality to that. The long term, we win. Да, брат. There's 550 million people in the cryptocurrency ecosystem, and there's going to be 1 billion by 2030. Не, помогу сме, нема шанс, сме 500 милиона. Нема шанс. The majority of the world's Помогу сме од stocks 500 and милиона. bonds and equities will be in the cryptocurrency space by 2030. And all of y'all paper hands. 8 милиарди луѓе не се улезени. Oh no, the markets are falling, the markets are falling. What do I do? What did I do? We all headed for 10 trillion, guys, because trillion doesn't even mean anything anymore. The dollar doesn't mean anything anymore. Everything ought to be priced in crypto. Брато иначе е милиардер, има ранч со бикови, со бизони, се извинувам. Значи можда нека бизон да го удрал, иначе овој е креатор на Чарлз, креатор на Кардано, брат под нами концентрацијата. Нема пиво, нема бензин. Значи другари, убава вика. Значи ја не верувам да сме 500 милиони у крипто. Нема шанс да сме 500 милиони, ново е тоа 500 милиони. 200 милиона, 250 милиона, да. 500 не. И тоа не се сите активни. Луѓе, 8 милиарди луѓе треба да упаднат у крипто. 8 милиарди луѓе.
Гледай го тук, брат. Бизнес ви отвори. Suspects driving a vehicle through the business to get inside. They then are taking items. Бе, брат, комбето е украдено и една другата е украдено. Крадат коли и ги ударат у продавниците и крадат, брат. Що са украдели? То BMW ми стоеше, бе. On the city's west side. New video Той стоя на BMW на мене, брат. on the city's west side. New video you see right here Що shows знам, на BMW ми suspects стоя. driving a vehicle. Али, брат, това е всекодневен из Америката. Всекодневие, брат. Всекодневие, брат. Е, тук игравме днеска ме разцепия. Е, ovo едва и чекам да почне, брат. C4. Ovo je nuklearen reaktor što ќе копа Стар Атлас, Токени. Тоа е, другари, нема другото, ovo од вчера. Чао, тоа е. Значи, гледајте да натоварите магарето со извинение и да си чекате бул маркет. Гледате, не падна, не загинаме, не умреме, тука сме. Така да гледајте шо повеќе да си натрупате. Златна шанса имате, гледате Cardano и Ethereum колко ви паднат, ако неките биткоин. Соланчето ви е ефтино. Така да, другари, гледајте да натоварите. Поздрав!